Темпларите се тема на која се напишани цели библиотеки. Така што ова видео, колку и да се труди да биде сеопфатно, само ќе ја начне темата која како во минатото, така и денес предизвикува интерес и контраверзии. Овој приказ е како јас ги имам филтрирано податоците од сите оние книги кои ги имам прочитано, а кои ја опфаќаат или целосно се посветени на темата. Затоа веројатно во ова гледиште ќе биде забележлив и мојот личен печат. Крстоносните војни се историски настани за кои денес не можеме да го донесеме конечниот заклучок. Дали беа направени заради враќање на светата земја во христијански раце? Дали беа за да се одвлечат постојаните војни од европското тло кон надворешен и пред се заеднички непријател? Дали беа за искрена помош на ослабнатото Ромејско царство? Или сепак беа за враќање на сопствената земја на вистинските наследници на Исус, оличени во одредени кралски семејства, како што се меровинзите? Ова се многу прашања за кои и денес дебатата е отворена, а на површина излегуваат постојано нови документи и сознанија. Јас овде ќе се задржам на еден од најромантизираните и најмистифицираните делови од историјата на крстоносните војни, а тоа се секако витезите темплари. Ерусалим во времето на Исус бил под римска власт. Подоцна, по падот на западниот дел на империјата во 5 век, Ерусалим и она што подоцна ќе биде познато под називот Света земја, продолжуваат да бидат под власта на источното, сега веќе христијанско Ромејско царство. Ова царство повеќето денес го знаат под името кое му го дадоа подоцнежните историчари Византија. Име кое во самото царство никогаш не било користено за себе означување. Тие до самиот пат себе си се нарекувале Ромеи, односно римјани. Подемот на исламот непосредно по смртта на пророкот Мухамед доведува до паѓање на Ерусалим под власт на сарацените, а подоцна во 11 век една друга сила, односно турците селџуци, кои исто така го попримиле исламот, ќе го превземат владењето над градот. И покрај исламската доминација, во градот била дозволена религиозна слобода за христијаните и евреите, зашто според исламот, сите претходни пророци, вклучително и Исус Христос, се пророци на Аллах и како такви треба да бидат почитувани. Како тие, така и оние кои преку нив му се молат на единиот Бог, кој во исламската традиција е исто што и старозаветниот Јахве, новозаветниот Отец, односно Аллах во Куранот. Ова само по себе е доказ за духовната и интелектуална супериорност на источната култура и цивилизација во однос на западната од тоа време. Религиозната толерантност била само дел од целокупниот интелектуален и научен развој кој го карактеризира Истокот, во случајов исламскиот дел на тој Исток. 11 век е комплицирано време. Како што рековме, Ерусалим е штотуку паднат под власт на селџуците, додека христијанската црква пред едва и неколку децении неповратно се подели на две, во големата шизма од 1054 година. Ромејското царство ги покажуваше првите знаци на рушење под сопствената тежина и декаденција. И покрај тоа што благородничката и свештеничката елита е светлосни години пред своите западни соперници, се чини дека целокупниот систем е застанат во времето и во состојба на самодоволност. Од друга страна, Западот бележи години на економски развој. И покрај тоа што ретките писмени се монасите и високиот клер, сепак Западот се иновира, како во начините на организирање на општеството и економијата, така и во техниките на војување. Всушност, западното благородништво во тој период е обседнато со новата форма на војување, односно витештвото. Витез е коњаник со тежок оклоп, а и самиот коњ е голем и оклопен, појава која денес може да се спореди со тенк. И покрај сиот напредок и Западот кон крајот на 11 век е во лоша политичка состојба, исполнета со меѓусебни борби и конфликти меѓу локалните грофови и барони, при што единствениот морален и политички авторитет кој преостанувал била црквата, односно папството.
За христијанскиот запад, светата земја, односно Ерусалим, имала речиси митски статус, место каде се одвивале сите настани поврзани со животот и подвизите на Спасителот Исус Христос. Аџии оделе на светите места и како што споменавме претходно, им било дозволувано слободно да го прават тоа од страна на властите во Ерусалим. Можноста да се има монопол на местата кои биле мета на светиот Аџилак, помешани со постојаниот повик за помош од страна на источните христијани, односно императорот Алексеј I Комнен од Ромејското царство, ја искористува еден генијален човек, папата Урбан II. На 27 ноември 1095 година Урбан II повикал на крстоносна војна во говор за време на соборот во Клермон, Франција. Пораката, позната како индулгенција, а насочена конкретно кон витезите, беше гласна и јасна. Оние кои го бранат христијанскиот свет ќе тргнат на Аџилак. Сите нивни гревови ќе бидат опростени и нивните души ќе соберат неискажливи награди во следниот живот. Урбан II потоа тргнал на проповедничка турнеја во Франција во текот на 1095-96 година, за да регрутира крстоносци, каде што неговата порака била зачинета со претерани приказни за тоа како, токму во тој момент, христијанските споменици биле осквернавени и христијанските верници прогонувани и мачени безмилосно. Гласници и писма биле пратени до сите делови на христијанскиот свет. Големите цркви како оние во Лимож, Анже и Тур служеле како центри за регрутирање, како и многу рурални цркви, а особено манастирите. Повикот да се земе крстот, каде луѓето се заколнувале дека ќе станат крстоносци, а потоа носеле крст на рамо за да ја прогласат својата обврска, бил неверојатен успех. Воините низ Европа, поттикнати од поимите за верски занос, лично спасение, Аџилак, авантура и желба за материјално богатство, се собирале во текот на 1096 година, подготвени да тргнат за Ерусалим. За датум на поаѓање бил одреден 15 август истата година. Околу 60.000 крстоносци, вклучително и околу 6.000 витези, ќе бидат вклучени во првите бранови. Селџуците, кои ја превзедоа контролата над поголемиот дел од Мала Азија и Северна Сирија во последните децении на 11 век, имаа свои посебни проблеми, дури пред да пристигнат крстоносците. Во конфликт со нивните лути ривали, шиитските фатимиди, со седиште во Египет, сунитските селџуци муслимани го одзеле Ерусалим од нив. Меѓутоа, сериозен удар за амбициите на селџуците дошол со смртта на мокнат селџучки султан Малик Шах во 1092 година, што предизвикало борба за моќ од страна на разни локални господари, при што никој не добил превласт. Понатаму, базата на селџуците била во Багдад, далеку од битките што ќе се случат во текот на првата крстоносна војна, и затоа имало мала централизирана поддршка или управување со војната. Додадено на ова, шиитските муслимани успеа да ја вратат контролата врз Ерусалим од селџуците само неколку месеци пред да пристигнат крстоносците на местото на настанот. Двете групи муслимани најверојатно не биле целосно свесни за религиозната природа на потрагата на крстоносците и дека се разликуваат од вообичаените византиски рации. Сепак, благородните витези од Запад не биле заинтересирани да малтретираат непријатели и да грабаат подвижно богатство. Тие биле во Левантот за трајно освојување. Во декември 1098 година крстоносната војска тргнала кон Ерусалим, освојувајќи неколку сириски пристанишни градови на нивниот пат. Тие пристигнале конечно на нивната крајна дестинација на 7 јуни 1099 година. Од огромната војска што ја напуштила Европа, сега имало само околу 1300 витези и околу 12500 пешадија, за да го постигнат она што требаше да биде примарна цел на крстоносната војна. Заштитен со масивни ѕидови и комбинација од ров и провалии, Ерусалим ќе биде цврст воен орев. За среќа, голем број дженовијански бродови пристигнале во вистински момент со дрва, од кои биле направени 2 опсадни кули, катапулти и овен за рушење.
И покрај ова оружје, бранителите се спротивставија на опсадата. Иако муслиманскиот гарнизон најверојатно не сакаше да излезе да изврши напад врз опсадувачите, можеби задоволувајќи се да седат и да го чекаат ветеното засилување од Египет. Потоа, во средината на јули, Готфри од Бујон одлучува да го нападне оно што мислел дека изгледа како послаб дел на ѕидот. Поставувајќи ја својата опсадна кула под превезот на темнината и пополнувајќи дел од ровот, крстоносците успеале да стигнат до допирна оддалеченост од ѕидовите. Со водство на Готфри од предницата, напаѓачите ја скршиле одбраната и се нашле во градот на 15 јули 1099 година. Следувал масовен колеш на муслимани и евреи, иако бројките од 10.000 или дури 75.000 убиени се многу веројатно претерани. Современ муслимански извор Ибн ал-Араби ја наведува бројката на 3.000 од веројатно 30.000 жители на градот. За еден месец голема египетска војска пристигнала да го врати градот, но тие биле поразени кај Аскалон. Ерусалим, барем засега, бил повторно во рацете на христијаните. Готфри од Бујон, херојот на опсадата, бил поставен за крал на Ерусалим. Иако тој оваа титула никогаш нема да ја прифати и себе си скромно ќе се нарекува бранител на Христовиот гроб. Во Италија, папата Урбан II умира на 29 јули 1099 година без да дознае за успехот на неговата крстоносна војна. За некои историчари, Аскалон го означува крајот на првата крстоносна војна. Редот на сиромашните витези од Соломоновиот храм, попознат како ред на храмот или како витези темплари, го основал францускиот благородник Иг де Паен околу 1119 година во Ерусалим. Основањето на овој ред се одвива на фонот на првата крстоносна војна и јавно обзнанетата цел за формирањето на редот е потребата од заштита на мноштвото аџии кои почнале масовно да доаѓаат од Европа по освојувањето на Ерусалим од страна на крстоносците. По одобрувањето за основањето од страна на кралот Болдвин II, витезите темплари пред патриархот на Ерусалим се заветиле на сиромаштво, непорочност и покорност. Нивна цел била заштита на аџиите во светата земја и нивниот логор бил во дел од кралската палата, која од своја страна се наоѓала на местото на џамијата Ал-Акса, место кое било изградено на темелите на Соломоновиот храм во Ерусалим. Заради ова, нивното скратено име до ден денешен е темплари, односно храмовници. Интересен факт поврзан со нивната мисија е тоа што во првите 9 години не е забележано примање нови членови, што само по себе ја доведува во прашање нивната улога како заштитници на аџиите, бидејќи се чини невозможен потват само 9 витези да штитат стотици и илјадници аџии на патот од пристаништата во светата земја до самиот Ерусалим. Овој период тие живееле во сиромаштво кое на официјалните печати е прикажано како двајца витези јаваат ист коњ, што навестува не само братство, туку и беда која не дозволува одвоено јавање. Навистина, огромна тишина ја обвива дејноста на темпларите во првите денови на нивното постоење, а веројатно од тие 9 години произлегуваат и подоцнежните мистификации и тајни. Тој период завршува во 1127 година, кога кралот Болдвин му упатува писмо на Бернар, опатот од Клерво, за да го искористи своето влијание кај папата Хонорие II, за да се донесе статут со кој би се регулирал животот и однесувањето на членовите на редот. Бернар од Клерво бил еден од највлијателните црковни отци од тој период. Впрочем, само 21 година по неговата смрт ќе биде прогласен за светец, додека за време на животот често бил нарекуван и втор папа. Во денешно време би можеле да го споредиме по влијанието и интелектуалната големина како кардиналот Јозеф Рацингер во времето на папата Јован Павле II. Бернар го известил папата за барањето на Болдвин и го поддржал со својот авторитет. Во неговата расправа, пофалба за новото витештво и прогласува темпларите за јадро и апотеоза на христијанските вредности. Кога Иг де Паен стигнал во Рим со уште 5 темплари, веднаш бил примен од папата. Папата одлучил соборот да се свика наредната година во градот Трој во Франција,
и побарал на него да бидат присутни и темпларите. Бернар не можел да присуствува лично, затоа напишал писмо во кое со воодушевување пишувал за новиот ред и неговата перспектива. Ги објаснил причините поради кои мислел дека соборот треба официјално да го признае редот и запишувањето на статутот ја понудил сопствената помош. Влијанието на Бернар почивало на големите успеси кои што ги имал како реформатор и залагач за монашкиот живот, така што секој проект што е имал неговата поддршка ја добивал и поддршката како на црквата, така и на секуларното население. Бернар помогнал во пишувањето на темпларскиот статут, кој бил базиран на неговиот цистериски ред, кој пак ги има превземено своите правила од уште постариот бенедиктински статут. И где Пајен бил прогласен за голем мајстор, тој и неговите подредени требало да бидат војни монаси, војници мистици, здружувајќи ја строгата покорност на манастирот со борбен жар, рамен на фанатизам, милитија Христи, односно Божја војска. Меѓу поважните правила кои произлегуваат од соборот во Трој се следниви. Витезите морале да носат бела облека која означувала скромност и чистина, додека штитоносците и слугите морале да носат кафена или црна облека. Облеката и уздите морале да бидат ненаметливи, да не се водат по модата и да не носат зашилени чевли со реси и долга коса. Правилникот барал кратка коса со монашка тонзура, а брадата била задолжителна. Имале 2 оброка дневно, околу пладне и потоа навечер, кои сјаделе заедно и во тишина, проследени со читање од делови на светите списи. Физичките односи со жените биле забранети, иако на веќе оженетите им била барана согласност од сопругите. Хомосексуалноста, за која ќе бидат обвинети подоцна, била сметана за злосторство еднаква на убиство на брат христијанин. Климатските услови во светата земја допринеле за одредени промени во уредбите, како што е дозволата во лето да се носат ленени кошули наместо вообичаените волнени што се носеле на запад. Уредбите со текот на времето се надополнувале и од почетните 73 клаузули се дошло до 686 клаузули во завршниот период за редот. Новитетот поврзан со темпларите е што тие освен монаси се и витези, односно војници. Бидејќи монашките правила биле строги и убивањето кое во суштината на војничката служба било сметано како недозволен греф. За да се направи оваа синтеза монах-витез, повторно на помош доаѓа Бернар, тврдејќи дека должност на витезот е да убива за Христос. И правејќи го тоа, тој ќе го ослободи светот од злото, а не од злосторниците. Тој расправал за тоа дека постои разлика меѓу убиството што е греф и убиството на злосторници што не е греф. Не само што било можно да се придобие Христос умирајќи за него, туку според Бернар, исто така било можно да се постигне спасение и убивајќи за него. По враќањето во светата земја редот почнува да се шири и истовремено да го зголемува своето богатство и моќ. Тоа не е благодарение на нешто мистично или необјаснимо, туку благодарение пред се на папските були со кои темпларите се ослободуваат од секаква одговорност, освен онаа кон папата. Ослободени се од плаќање данок и им е дадена апсолутна автономија околу внатрешното устројство на редот, пред се изборот на голем мајстор. На ова се надоврзуваат и бројните донации пред се во форма на земја и имот од европските благородници, што довело до никнување на бројни темпларски имоти, цркви и замоци ширум Европа. Во известна смисла темпларите беа архетипски крстоносци, јуришни коњаници на светата земја кои со илјадници други јуначки се борија и гинеа за Христос. Многу писатели, дури денешни, на нив гледаат како на многу таинствена организација, како суштински таинствен ред, посветен на мрачни интриги, подмолни махинации, таинствени заговори и цели. На крајот на кариерата долга 2 века, овие заштитници на Христос облечени во бело беа обвинети за негирање и за отфрлање на Христос, за газење и за плукање на крстот. Во романот Ајванхо на Валтер Скот, темпларите се опишани како горделиви и надуени грубјани, алчни и лицемерни тирани кои бессрамно ја злоупотребуваат својата моќ, итри манипуланти кои управуваат со луѓе и кралства. Во други дела од 19 век тие се опишани како зли сатанисти,
обожаватели на ѓаволот, извршители на сите видови бесрамни, гнасни и еретички обреди. Има писатели, особено во традицијата на слободното дзидарство, кои темпларите ги сметаат за магиосници и мистици, за чувари на една тајна мудрост која го надминува и самото христијанство. Сите членови на редот морале да носат бела облека, наметки и туники кои набрзо се претвориле во упатливи бели одежди по кои темпларите станале познати. Не му е дозволено никому да носи бела облека или да има бела наметка, освен на Христовите витези. Така пишувало во правилникот на редот, каде што се разработувало символичното значење на оваа опрема. На сите именувани витези, из име и лете, им даваме, ако можат да бидат обезбедени, бели одежди, за оние кои зад себе го оставиле мрачниот живот да знаат дека треба да му се препорачаат на својот Творец со чист и бел живот. Како додаток на овие поединости, редот заснувал лабава управна хиерархија и апарат. Меѓутоа, однесувањето на бојното поле било строго надгледувано. Во случај на заробување, на пример, на темпларите не им било дозволено да молат за милост, ниту да бидат откупени. Биле принудени да се борат до смрт. Не им било дозволено ниту да се повлечат, освен ако бројот на противниците не го надминувал односот од 3:1. Во 1139 година папата Инокентиј II, поранешен цистеријански калуѓер од Клерво и штитеник на Свети Бернар, издал една була. Според неа темпларите не се должни да бидат верни на ниту една световна или духовна сила, освен на самиот папа. Со други зборови, направени се независни од сите кралеви, принцови и црковни прелати, како и од секакво мешање од страна на политичките и на верските власти. Станале всушност закон самите за себе, независно од меѓународното царство. Во текот на двете децении по соборот во градчето Труа, редот се ширил со изворедна брзина. Кога Игде Паен ја посетил Англија пред крајот на 1128 година, кралот Хенри I го примил со голема почит. По цела Европа младите синови на благородните семејства брзале да станат членови на редот и носеле големи подароци во пари, богатства и земја, кои пристигнувале од сиот христијански свет. Игде Паен го подарил својот имот, па сите нови членови биле приморани да постапат на истиот начин. При прием во редот, кандидатот бил принуден да им ги препише сите своји богатства. Со ваквата политика не изненадува фактот што се ширеле имотите на темпларите. За само 12 месеци од соборот во Троа, редот имал големи имоти во Франција, Англија, Шкотска, Фландрија, Шпанија и Португалија. По една деценија имале имоти во Италија, Австрија, Германија, Унгарија, во Светата земја и на одредени точки на истокот. Иако секој витез се заветувал на сиромаштво, тоа не го спречувало редот да трупа огромни богатства. Сите дарови биле добредојдени. Истовремено на редот му било забрането да се лиши од било што, дури ни да плати подкуп за своите водачи. Храмот обилно примал, но како работа на строга политика никогаш не давал. Оттука, кога Игде Паен се вратил во Светата земја во 1130 година со свита, за тоа време мощна голема од околу 300 витези, тој оставил зад себе под контрола на другите новодојдени членови големи делови од европската територија. Сите англиски кралеви, вклучувајќи го и кралот Џон, често одседнувале во лондонскиот перцепторат на темпларите, а мајсторот на редот стоел до монархот при потпишувањето на Магна Карта. Политичката дејност на редот не била ограничена само на христијанскиот свет. Биле создадени цврсти врски кои редот го поврзувале со муслиманскиот свет, свет кој на бојното поле им бил спротивставен. Сараценските водачи на темпларите им изразувале голема почит која ја надминувала онаа што им ја посветувале на останатите европејци. Одржувале тајни врски со хашашините, прочуена секта на борбени и често фанатични посветеници кои биле исламски двојници на темпларите. Хашашините им плаќале данок на темпларите, а имале и гласини дека се во нивна служба. Интересите на темпларите оделе подалеку и од војната, и од дипломатијата, и од политичките интриги.
Тие создале и зацврстиле организација на современо банкарство. Позајмувајќи им големи суми на монарсите кои запаѓале во немаштија, станале банки на сите монархии во Европа, па дури и на некои муслимански владетели. Темпларите не тргувале само со пари, туку и со мисла. Преку блиските контакти со исламската и еврејската култура, тие почнале да развиваат и нови идеи, на нови видови на знаења, на нови науки. Поседувале монопол на најдобрата и неразвиената технологија на своето време. Поседувале се најдобро што можеле да произведат оружарите, кожарите, архитектите, војните градежници и иноваторите. Придонеле во развојот на набљудувањето, на картографијата, на изградбата на патишта и морепловството. Имале своји пристаништа, бродоградилишта и флота. Трговска и војна флота која била меѓу првите што употребувала магнетен компас. Потребата да ги лекуваат своите рани и болести ги научила да бидат вешти во примената на лековите. Редот одржувал своји болници со сопствени лекари и хирурзи, а употребата на габични излачувања покажува сличност со примената на антибиотици. Ги познавале современите принципи на хигиена и чистота. А со својата мудрост прерана за тоа време, епилепсијата не ја сметале за демонска опседнатост, туку за болест која може да се победи. Додека темпларите достигнувале благосостојба и гласот за нив се ширил насекаде низ Европа, состојбата во светата земја била сериозно влошена. Во 1185 година починал кралот Болдвин IV Јерусалимски. Во династиската караница што следувала, Жерар де Ритфор, големиот темпларски мајстор, го погазил зборот даден на покојниот монарх, а со тоа состојбата во светата земја ја довел до работна граѓанска војна. Очигледно, Ритфор бил суетен карактер и имал надмен и супериорен став кон сарацените, што придонело до раскинување на долготрајното примири, пошто следувале низа насилства. Во јули 1187 година Ритфор ги повел витезите темплари заедно со остатокот од војската на Јерусалимското кралство во брзоплета, лошо смислена и несрекна битка кај Хатин. Христијанската војска била уништена, а 2 месеци подоцна самиот Јерусалим паѓа повторно во сараценски раце. За падот на Јерусалим не биле виновни во целост темпларите, зашто тие биле само мал елитен дел од Јерусалимската војска. Но причините за ова може да се бараат и во непријателската страна. Обединувачка улога за муслиманските сили има секако султанот на Египет и Сирија, Саладин. Преку моќната мешавина од војување, дипломатија и ветување за света војна, тој го шокира христијанскиот свет со извојуваната победа кај Хатин, а подоцна и со освојувањето на Јерусалим. Но Саладин е посебна тема за друга прилика. Во наредниот век состојбата станувала се побезнадежна. До 1291 година паднало речиси целото прекуморско кралство. Речиси целата света земја била под муслиманска контрола. Останал единствено Акар, кој паѓа во мај 1291 година. Во одбраната на овој осуден град, темпларите го покажале своето јунаштво. Големиот мајстор, иако и самиот ранет, продолжил да се бори до својата смрт. Бидејќи имало ограничено место во галиите на редот, во нив биле заслонети жените и децата, а сите витези, дури и ранетите, решиле да останат. Кога паднало и последното утврдување на Акар, тоа било со апокалиптична жестокост. Зидините се урнале и ги закопале и напаѓачите и бранителите. По напуштањето на изгубената света земја, престанала да постои правичната цел со која биле формирани темпларите. Но тоа, по 200 години, не значило автоматско распуштање на редот. Тој продолжил да постои и да ги спроведува своите регрутирања, одржување на перцепторатите и најмногу од се нивната банкарска активност. Во овој контекст, францускиот крал Филип IV, познат како Филип Убавиот, со сите сили се обидувал да се ослободи од темпларите. Тие во неговите очи биле надмени и своеволни. Истовремено тие биле способни и одлично извежбани, а нивната војна сила била посилна и подобра од било кое што тој како крал можел да ја собере. Имале цврсти утврдувања ширум Франција.
а до тоа време дури и нивната подреденост на папата била само номинална. Филип немал никаква власт над редот, а истовремено им должил пари. Многу било понижувачко кога бегал од побунетата париска толпа и морал да се заслони токму во парискиот перцепторат на темпларите. Додека престојувал кај темпларите, станал свесен за големината на нивното богатство, по кое најверојатно тогаш се полакомува. Неговата желба да стане дел од редот како искушеник била сепак одбиена, што нормално тој го доживел како голема навреда. Овие факти, заедно со воземирувачката можност за една независна држава на темплари, биле доволни да го принудат кралот да делува. Ереста била само одличен изговор. Нападот на Филип бил ненадеен. Преку запечатени тајни наредби до своите сеншали ширум земјата се издавале наредби кои морале да бидат извршени веднаш. Утрото на 13 октомври 1307 година во Париз почна апсењето на витезите темплари, пред се на последниот голем мајстор Жак де Моле, по наредба на францускиот крал Филип IV, наречен Убавиот, во дослух и согласност со нему сервилниот папа Климент V. Овој ден ќе остане забележан по една од најголемите историски неправди, каде еден презадолжен монарх ја злоупотребува својата моќ за да го уништи редот кому му должи пари. Ден кој понатаму ќе ја роди легендата која ќе живее во вековите до Француската револуција, кога еден човек од толпата ќе ја земе главата на обезглавениот Луи XVI и ќе извикне: "Демоле, сега си одмазден." Случајот сакаше тој 13 октомври 1307 година да биде петок. Во оваа накратко раскажана двовековна историја на темпларите, внимателен набљудувач лесно ќе пронајде нелогичности. Овие нелогичности во најголем број се основа за мистериите поврзани со темпларите. Мистерии кои ден денешен немаат конечно објаснување и заклучок. Први нивното формирање, намената, нивното сместување во Ерусалим и врските меѓу луѓето кои го формираат редот се многу интригантни. Игде Паен бил истакнат член на групата наречена Милитија Кристи, но официјално бил упатен во светата земја за да се замонаши, а не да стане витез. Сепак и покрај својот скромен статус, заедно со своите први 9 браќа, добива едно крило од самата кралска палата, делот од Соломоновиот храм каде денес се наоѓа џамијата Ал-Акса. Прилично ексклузивно место за така скромен и нов ред. Исто така мисијата. Мислам дека е само резултат на подоцнежното митологизирање на редот каде првите историографи, некои 50 години по неговото основање, во дослух со самиот ред му ја прилепуваат благородната мисија за заштита на аџиите. Иако се знае дека бројот на 9 витези останал непроменет во почетниот период од 9 години. Исто така ниеден хроничар современик од тоа време не ги спомнува ниту како заштитници, ниту во било кој друг контекст во тие 9 години. За темпларите, уште во нивно време се велело дека се вештери волшебници, таинствени магиосници и алхимичари. Многу современици ги избегнувале, верувајќи дека се во сојуз со нечисти сили. Уште во 1208 година, на почетокот на Албигенската крстоносна војна, папата Инокентије III ги опоменал темпларите за нехристијанско однесување, отворено споменувајќи ја некромантијата, односно повикување на покојните. До 1789 година легендите околу темпларите достигнале митски размери. Се сметало дека витезите темплари се окултни експерти, просветлени алхемичари, волшебници и мудреци, мајстори ѕидари и високи посветеници, вистински надлуѓе надарени со застрашувачки арсенал на таинствени можности и знаења. Ги сметале и за јунаци и за маченици, загласници на антиклерикалниот дух на тоа време, а многу француски слободни ѕидари, ковајќи заговор против Луи XVI, чувствувале дека помагаат во извршувањето на смртната клетва на Жак де Моле над француската лоза. Личности како Блаватска, основач на теозофијата, и Штајнер, основач на антропозофијата, зборувале за една езотерична традиција на мудроста која наназад оди преку розенкројцерите до катарите и темпларите, кој како што се навестува,
биле чувари на уште подревни тајни. Често е нагласувано дека на темпларите им била достапна некаква тајна која се однесувала на потеклото на христијанството. Се зборувало дека тие се гностици, еретици и дека можеби биле пребегани во исламот. Било објавувано дека се стремеле за творечко единство на родовите, расите и верите, што е доследно на политиката за преплетување на исламската, христијанската и хебрејската мисла. Исто така се потврдува, како што тврдел Волфрам фон Ешенбах пред речиси 8 века, дека темпларите биле чувари на светиот грал, без разлика што и да значи тоа. Символичните резбари во темпларските перцепторати навестуваат дека некои официјални лица во хиерархијата на редот биле упатени во науките какви што се астрологија, алхемија, света геометрија, нумерологија, а се разбира и астрономијата, која во 12-тиот и 13-тиот век била неразделива од астрологијата и не помалку езотерична од неа. Многу книги се напишани околу веродостојноста и вистинитоста на обвиненијата на инквизицијата покренати против нив. Сведоштвата ги упатуваат истражувачите да заклучат дека повеќето обвиненија биле сосем неосновани. Извесен број на витези, подложени на испитувањето на инквизицијата, кој не мораме да нагласуваме како изгледало, споменувале нешто именувано како Бафомет. Ова споменување на Бафомет се појавува многу често и тоа на различни места за да биде сватено како измислица на една личност или на еден перцепторат. Се чини дека на Бафомет се гледало со почит и тоа почит рамна на идолопоклонство. Во некој случај ова име се поврзува со демонските кипови слични на гарголите, кои се најдени во разни перцепторати. Во други прилики се чини дека Бафомет е поврзуван со појавата на брадестата глава. Исто така е јасно дека Бафомет не е извртена форма на името Мухамед. Од друга страна тоа би можело да биде извртена форма на арапскиот збор Абу Фихамед, кој на маварски шпански се изговара како Бафи Хамед. Тој збор значи татко на разбирањето или татко на мудроста, а татко на арапски се употребува да означи извор. Ако ова навистина е потеклото на Бафомет, името значи се однесувало веројатно на некој надприроден или божествен принцип. А ако Бафомет не бил ни Бог, ни Аллах, тогаш кој бил или што бил? Во секој случај, несомнено е постоењето на тајни церемонии во кои била вклучена некаква глава, која се провлекува како главна тема низ записниците на инквизицијата. Ова значење можеби има врска со алхемијата, во чијшто процес постои фаза која се вика капут мортум или мртва глава, нигредо или зацрнување, за кое се говори дека се јавувало пред таложењето на каменот на мудрост. Според други извештаи, тоа била главата на Игдепаен, а љубопитен е фактот дека гробот на Игдепаен се состоел од 3 црни глави на златно поле. Без разлика на тоа какво значење може да му се припишува на култот на главата, инквизицијата очигледно верувала дека тој е важен. На списокот на обвиненија составен на 12 август 1308 година се чита: во секоја покрајне имале идоли, односно глави, дека ги обожувале тие идоли, зборувале дека главата може да ги спаси, дека можела да создаде богатство, дека правела дрвјата да цветаат, дека правела земјата да рти, дека ја обвиткувале или ја допирале секоја глава на веќе споменатите идоли со мали гајтани што ги носеле на себе преку кошулите или телото. Споменатиот гајтан потсетува на катарите за кои исто така се смета дека носеле некој вид на свето јаже. Меѓутоа, она што најмногу паѓа во очи на списокот е наводната моќ на главата да создава богатства, да прави дрвјата да цветаат и да носи плодност. Тие особини видно се поклопуваат со оние што му се припишуваат на светиот грал во романсите. Од сите обвиненија против темпларите, најсериозни биле оние за богохулење и ерес, за негирањето, газењето и плукањето на крстот. Не е сосема јасно што тој наводен обред требало да означува. Дали го отфрлале Христос или го отфрлале распетието? Ако е така, што величеле наместо тоа? Ова се прашања кои денес бараат одговор. Во некои извештаи околу примањето во редот, еден витез кажува
како му се објаснува дека треба да верува само во Бог и дека спасението не може да дојде преку распнатиот човек Исус, туку само преку единиот Бог. Обидувајќи се да ја синтетизирам историјата на темпларите, свесен сум дека создадов материјал за еден мал документарен филм. Темпларите денес ни се враќаат на сцена преку модерните филмови, преку пречестите документарци и преку здруженијата кои за себе велат дека се продолжени на темпларската традиција. Се додека се создава фикција на темата темплари, се е дозволено, зашто на крајот на денот знаеме дека тоа е слободна интерпретација на авторот. Јас сум убеден дека темпларите во својата уникатност навистина престануваат да постојат на почетокот на 14 век, што не мора нужно да значи дека нивното наследство, нивните учења, доктрини и влијание не преживеале до денес, но тоа се сепак одвоени и различни форми од оригиналниот ред. Фактот дека овој хибриден ред на војници и монаси бил тесно врзан со светата земја, каде можеле лесно да дојдат во допир со во тоа време напредната исламска култура, со одредени еврејски и гностички учења, укажува дека со време попримиле добар дел од тие учења, кои биле супериорни во се во однос на тогашното католичко христијанство. Навиките стекнати таму исто така биле векови понапред од она што во Европа ќе почне да се развива во вековите потоа. А односот кон богатството ги прави уникатни, зашто нивниот статус на монаси заветени на сиромаштво ги прави, да, сиромашни како поединци, но супер богати како заедница. Останува пред се легендата за овие 2 века во кои по земјата одеа и делуваа витезите монаси наречени темплари. Колку што е мистериозен нивниот крај, уште помистериозен е нивниот почеток, каде по долго истражување сфатив дека Игде Паен бил близок роднина и со грофот од Шампајн, кој подоцна ќе му се заколне на верност, иако е негов вазален господар. А со нив двајцата исто така бил во блиски роднински врски идеологот на редот Бернар од Клерво. Очигледно е дека тие открија некоја тајна во светата земја, или пак само повторно дојдоа во нејзин посет, непосредно по првата крстоносна војна, и тоа ги направи и богати, и славни, и моќни. Кога размислувам за нивната моќ, си замислувам спојот НАТО во војна смисла, Светска банка во монетарна смисла и во религиозна смисла еден универзален авторитет еднаков на папата од средниот век. Сето тоа во едно. Нивните учења и традиција продолжуваат во редицата организации и пред се во делата на луѓе во кои ете скромно се вбројувам и јас.